Предвадена СДСМ недекларативно, туку на дело со конкретна активност го покажа својот придонес кон борбата против корупцијата и судирот на интереси. Покажавме целосно почитување на една за Република Македонија исклучително важна институција. Иако во случајот на Леонид Наков, надлежните органи во 3 наврати претходно не утврдиле дека е прекршен Законот за радиодифузна дејност, заради сите шпекулации кои беа пласирани во јавноста, неопходноста од зајакнување на легитимитетот и враќањето на вистинската улога на антикорупцијската комисија, тој си поднесе оставка. Повеќе од очигледно е дека после смената на поранешната председателка и продолжена рака на Груевски и ВМРО ДПМН Мирјана Димовска, и од внатре и од надвор, власта врши огромен и груб притисок во антикорупцијската комисија. Со тоа Груевски и ВМРО ДПМН сака да испратат многу јасна порака до некои членови на антикорупцијската комисија. Дека нивна работа не е да се занимаваат со работата на актуелните функционери, туку треба да се пресметуваат само со политичките неистомисленици. Таквиот притисок се гледа во последните неколку седници и заклучоци на антикорупцијската комисија. Затоа денес СДСМ јавно го повикува премиерот Груевски. Наместо постојано да врши притисок врз антикорупцијската комисија, наместо неговите министри да прават интерни анкети за корупцијата во нивните ресори, наместо да ги троши парите, народните пари за вакви роденденски, партиски билборди, со кои сака да го представи ВМРО ДПМН како партија која наводно донела големи одлуки за борба против корупцијата, конечно нека премине од декларативно во практично делување. Еве, на пример, за почеток, нека го разреши директорот на Управата за спречување на перење пари, Ване Цветанов, која обвини антикорупцијската комисија за поврзано со мафијашки структури, затоа што покрена иницијатива за негово разрешување согласно на одите на државниот ревизор. Премиерот Груевски нека го разреши и директорот на Агенцијата за странски инвестиции Виктор Мизо, кој не ја ни удостои антикорупцијската комисија со одговор, затоа што најави дека ќе побара негово разрешување повторно заради негативни наводи во ревизорски извештај. На јавности е доста од фарците на премиерот Груевски. Како онаа со Сашо Акимовски, поранешниот прв пазарен инспектор, кој иако беше фатен на дело, после неговото разрешување беше награден со вработување на раководна функција во ХЕЦ Мавро. Граѓаните очекуваат вистинска борба против корупцијата. Тие го плаќаат државниот ревизор од своите джебови, за да ги штити народните пари од неодговорно и криминално трошење. За жал досега, сите негативни ревизорски извештаи за финансиското работење на министерствата и другите јавни институции останаа само празно слово на хартија. Затоа, ако премиерот Груевски не почне со разрешување на своите кадри, само ќе потврди дека СДСМ е во право. Наводната борба против криминалот и корупцијата на Груевски и ВМРО ДПМН е обична фарса, која единствено се сведува на гола пресметка со политичките неистомисленици, на сите оние кои не мислат како него и се спротивставуваат на неговиот ненароден режим.